на политичари, судии, новинари и нивните медиуми, компании. Првиот закон за откривање на доушниците, законот за лустрација, го донела Чешка во 1991 година. Со него на поранишните раководители на комунистичката партија, членови и соработници на народната милиција и на службите за безбедност, во рок од 5 години им било забрането да бидат избирани и именувани за носители на јавни функции. Подоцна важењето на законот било продолжено до 2002. Сличен закон бил во сила и во Словачка. Лустрацијата во Чешка била мета на критики на бројни меѓународни фактори, со образложение дека представува дискриминација при вработувањето и воведување на колективна вина. Но во февруари годинава, првиот човек на чешкото МВР нареди повторна лустрација за сите високи официри и функционери во полицијата. Во 1994 закон за лустрација донесе Унгарија, следната година Албанија, а во 1997 законот беше донесен и во Полска и Романија. Според аналитичарите, лустративниот процес во некои од овие земји бил недоволно подготвен, дури и болен, што водел кон погрешна насока. Го посочуваат примерот со полскиот вице-премиер Јануш Томашевски, кој бил приморан да си даде оставка само затоа што бил повикан да се појави пред лустрацијскиот суд. Новиот полски закон стапи на сила крајот на февруари годинава. Според него, потврди дека не соработувале со специјалните служби покрај политичарите, треба да поднесат и новинарите родени пред 1972 година. Во речиси сите земји од Источна Европа, во комунистичкиот режим голем дел од досиеата биле фалсификувани од страна на индивидуалните агенти. Затоа се чести и случаите кога како соработници на комунистичките безбедносни сили се наведени лица кои воопшто не вршеле таква активност. Во Романија лустрацијата никогаш не се случи, немаше ниту една судска пресуда. Причините лежат во фактот што голем дел од виновниците, блиски на тогашните безбедносни служби, сега се политичари и бизнисмени на високи функции. Во Бугарија законот за лустрација донесен во 1997. Подоцна е ревидиран од Уставниот суд, во смисла дека за да се обвини некој дека бил доушник во бившиот режим, треба да се обезбедат цврсти докази. За разлика од искуствата во источноевропските земји, лустрацијата во Словенија е оценета како позитивен пример. Во оваа земја се спроведе лустрација во судството. Во 1997 беше донесен закон за решавање на последиците од комунистичкиот режим. Така наречените кодоши се отстрануваат од функцијата, доколку се докаже дека имале привилегирана врска со овој режим. Од западно-балканските земји од 2003 година закон за лустрација има во Србија, но не постои политичка волја за негова примена, додека пак во Хрватска и во Босна и Херцеговина ваков закон досега не е донесен. 2007. Да биде здрав и весел се вика филмот. И накрај главната личност, Драган Николич, кажува милицаец кој истовремено и криминалец. Значи, и накрај вика и днината е во мене на филмот. И тој филм забране до ден денеска ние на продукција на тој филм. Сега, замислите да успеере тоа да го направи. Добро, во програма сте. Додека вака малце му абетете, во програма не одведоа нашите реализатори. И прашањето кое Бачев го назначи, а тоа е дека одредена група на тајкуни или на посттранзицијските луѓе кои огромен капитал во Македонија имаат во своје раце благодарејќи на директните конекции